Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Власта ветува борба против криминалот и корупцијата, но годишниот буџет за судството не стигнува ни до половина од законскиот минимум. Оправдувањата секогаш се различни. Антикорупцијска пак никако да се поврзе онлайн со другите институции. Тоа ја разводнува работата. Прислушувањето во Македонија без ефективна надворешна контрола. Во 2019 и 2020 обезбедени. Меѓутоа не беа искористени тие средства. И да профункционира Советот за граѓански надзор има ограничени надлежности. Овој совет нема пристап до конкретните телефонски броеви кои што се предмет на следење. Во пресрет на американските избори, Велешани се жалат дека овој пат слабо ќе заработат. Кога стасаа тие странски новинари да прават репортажа овдека, и од тогаш почна надоле и надоле само тој бизнис. Но бизнисот не мирува, се сели на други канали. Нашата држава мора поодлучно да почне да се справува со овој проблем. У Риме студира македонски јазик и книжевност. Се запишав на овој факултет, бидејќи видов дека има потреба за наставник на македонски јазик во мојот град. Моника е на превод од албански. Едиќе на Македонија, сидомос, ка шум на военга џуен Шипе. Колку е атрактивно студирањето на јазикот на другиот. И пред и по изборите старо-новата влада ветува борба против корупцијата, еднаквост пред законот, квалитетна и ефикасна правда. Но дали навистина е така? Одговорот го побаравме во брзината и начинот на кој се решаваат или не се решаваат проблемите на некои од институциите клучни за спречување, контрола и казнување на криминалот и корупцијата. Нема назад, само напред, напред до победа. Борба против корупцијата, еднаквост пред законите, квалитетна и ефикасна правда. Така говореше власта пред изборите. Нема таков суд, судија, обвинител, што ќе го запре овој процес. Така говори власта и сега. Новата влада е цврсто одлучна да се спротистави во периодот што следи на корупцијата и криминалот. Но последниот извештај на Државниот завод за ревизија откри дека судството, инспекцијските служби па и ревизијата бараат, но не добиваат доволно пари и вработувања за да ја извршуваат функцијата. Како оди борбата против корупцијата и криминалот без соодветни инвестиции? На почетокот на следната се навршуваат 2 години од новата антикорупцијска комисија, но многу работи се уште се постаро. Мислам дека се можеше да биде побрзо и меѓутоа времето назад не се враќа тоа. Пред се, времето не се враќа за компјутерскиот систем, кој требаше драматично да ја забрза проверката на имотот на функционерите. Европската Унија одамна ги купи серверите, но прво немаше место за опремата во сегашното седиште на Државната комисија за спречување на корупција. Потоа падна одлука антикорупцијска да се пресели во поголеми простории, но тој план пропадна, откако со COVID-19 кризата веднаш настрада буџетот на ДКСК. За документи да соват, че да се сруши и тука се вид архив. Сега ДКСК ќе ги реновира старите канцеларии, за конечно да може да ја инсталира опремата, а до тогаш ќе продолжат да собираат информации пешки, односно по пошта. Тоа ја разводнува работата. Знаете, сега за еден предмет сте испратиле документи, па чекате, па сте започнале нели во меѓувреме мора да се работи на некој друг предмет, па и од таму чекате документи, настанува малце тука, како да речам, преклопување на документација, преклопување на обврски и така натаму. За разлика од таквата ситуација што треба да возможи софтверот. Например, еве, да го земеме примерот за проверка на имотната состојба на судиите. Проверката на имотната состојба на овие претседатели на судови ќе се завршеше можеби за една недела. Ивановска конечно може да најави тендер за изработка на софтверската апликација. Ако нема нови сопки, до следното лето ќе биде далеку полесно да се провери имотот на функционерите. Дека ќе има пари и за тендерот и за нови вработувања, ветиле од Министерството за финансии. Двете главни препораки што ги доби оваа влада од Европската комисија во извештајот беа да се спроведат препораките кои што ги дава ДКСК по предметите и втората битна препорака беше да се подржи
со финансиски ресурси и и човечки ресурси. Така што сметаме дека владата ќе се биде и одговорна кон Европската комисија и дека ќе одговори на барањата што ги има. За ефикасна борба со криминалот и корупцијата, клучни се инспекцијските служби, кои имаат надлежност да ловат и казнуваат злоупотреби. Но Државниот завод за ревизија утврдил дека минатата година биле пополнети само 59% од инспекцијските позиции. Например, најголемиот инспекторат, пазарниот, по систематизација има 293 вработени, но на платен список има 140 или 48% од потребното. Најлошо е во Државниот инспекторат за локална самоуправа и Државниот девизен инспекторат, кои имаат само по тројца вработени од предвидените 22, односно 21 вработен. Ревизорите во својот извештај посочуваат дека ваквата кадровска екипираност може да влијае на ефикасноста на работата на инспекторатите, како и на приходите што државата ги добива од казни и глоби. Председателката на инспекцијскиот совет вели дека сепак се снаоѓаат и вака. Имаме ефикасен инспекцијски надзор, значи бројките се солидни, секако дека има простор, мислам да се разбереме, не велам дека нема потреба од доекипирање. Според Филиповска Грашковска, проблемот што снемувало инспектори низ годините е во стариот закон, кој ги отежнувал новите вработувања, како и во ниските плати. Затоа вели донесен е нов закон, а владата дополнително го задолжила Министерството за финансии да дава пари за онолку вработувања колку што инспекторатите ќе побараат. Пред нас останува уште да се заменат, да се пополнат оние места кои што ќе се упразнат оваа година и наредната, и потоа веќе не се очекува толку голем природен одлив. Така што сите наредни вработувања веќе после тоа ќе бидат апсолутно за зголемување на капацитетите на човечките ресурси на инспекцијските служби, а не за пополнување на оние работни места кои што се упразнуваат поради пензионирање. Стратегијата прво да се пополнат местата што допрва ќе се празнат поради пензионирање, а дури потоа и оние што недостасуваат од претходно, има своја логика. Но тоа значи процес за кој ќе бидат потребни повеќе години за да се заврши. Судската власт според уставот е независна и поради тоа има посебен буџет утврден со закон. Државата мора годишно да издвојува најмалку 0,8% од бруто домашниот производ за оваа сфера, но законската обврска со години не се почитува. Според Државниот завод за ревизија, минатата година судската власт добила помалку од половина од предвидениот буџет, односно 0,35% од БДП. Оправдувањата секогаш се различни, но со оглед на фактот дека е таа законска обврска и со оглед дека е еден од главните столбови за независно самостојно судство, сметам дека државата треба да обезбеди таков износ на финансии. Особено беше интересен фактот и е интересен фактот дека Државниот завод инсистира и на други околности во однос на буџетирањето, инсистира на посамостојно определување на износите, на осамостојување во однос на креирањето на политиките на вработување и така натаму, но за жал за сега тоа останува во рамките на државата. Првиот човек на Сдруженијето на судии посочува дека дел од судовите и натаму се соочуваат со основни проблеми, како недостиг на вработени и дотраеност на опремата и инфраструктурата, а тоа влијае на ефикасноста на судската власт. Ако ги гледате вие стандардите на Европската унија и така натаму, ќе видите на колку стручни треба да има еден судија, како треба да изгледа опременоста на судницата, како треба да се направи комуникација меѓу странките и судот и така натаму. Сето тоа е во рамките на организацијата на самиот процес на судење. Значи, ако ви имате добра организација, ќе имате и поефикасно правораздавање. Така да сметам дека тоа на крајот на краиштата глобално влијае и на вкупната доверба на граѓаните кои го имаат врз судството. За да се заокружи приказната и институцијата што ги изложи во јавноста овие заклучоци, Државниот завод за ревизија самиот има недостаток од ревизори. Пред 10 години биле 120, сега се 82. Ако вие континуирано со години и давате помалку средства на судската власт, не обезбедувате доволно човечки ресурси на судската власт, не обезбедувате доволно човечки ресурси на јавното обвинителство, не обезбедувате доволно човечки ресурси на Државниот завод за ревизија и на сите други органи кои што
имаат одредена надзорна или контролна или инспекцијска улога. Како може да очекувате резултати и да го дадат својот придонес? Па сепак резултати се очекуваат. Под притисок само на домашната јавност, резултатите се далеку од задоволителни. Доколку нема блокада од Бугарија, со стартот на преговорите со Европската Унија ќе се додаде и притисокот од Брисел. А тогаш, без резултати, сами ќе се блокираме. Во пресред на американските избори на 3 ноември, Велешани велат дека овој пат ни оддалеку нема да се повтори 2016-та, кога сериозно заработија од производството и пласманот на лажни вести. Тоа не значи дека бизнисот е целосно замрен, што пак продолжува да ја става земјава во непријатна ситуација. Viral fake news stories generated more total engagement on Facebook than those from the top 19 major news outlets combined. BuzzFeed and The Guardian traced around 100 domain names to this small town that are creating fake news. So-called fake news can have real-world consequences. It's a danger that must be addressed. This is Veles. Now it's known as Trump's Veles, famous for its fake news websites. Ќе остане запаметено во светската историја дека таа 2016 година едни млади луѓе од Велес успеа да најдат начин како да заработат не кршејќи го законот. Кога стасаа тие странски новинари да прават репортажа овдека и од тогаш почна нели надоле само тој бизнис. Велес не е во центарот на вниманието во екот на актуелната председателска кампања во Соединетите Американски држави, или барем овој пат доцна се вклучува. Новите правила на Facebook ја блокираа добро разработената шема за заработка, од која Велешани трие раце на председателските избори во САД во 2016 година. Целиот нивен труд се состоел во регистрирање и одржување сајт во странство под анонимно сопствеништво на кој се објавуваат статии. За да ги продадат приказните, креирале лажни профили на Facebook, се приклучувале во групи со стотици илјади членови и таму од различни профили ги споделувале статиите. Секој клик на статија од групите води до веб страницата, каде пак просторот за реклами е продаден на сервисот на реклами на Google. Што повеќе кликови, толку поголема заработувачка. Мораш да имаш минимум 10-20 профили за да можеш да го работиш тоа и да постираш. Да речеме од 100 до 200.000 членови во таа група и сега не може, нормално дека не може сите да бидат активни, ама што повеќе членови, тоа е повеќе активна групата. Пример, од 100.000 членови, некои си 30 до 40% активност и кликови. Најдобро секогаш одела лагата. Ние пишувавме обично некои бош муавети, што не секој знае колку навредливи да ги речем, а сепак е лага. Во меѓувреме, велешаните останаа без профилите. Фејсбук увиде дека, предпоставувам дека увидел дека се работи стрикно за изборите и дека сите статии доаѓаат од македонска IP адреса и најверојатно има увидено дека нешто не е во ред како што треба, ги има проверувано најверојатно статиите, тој некој си алгоритам што го прават и едноставно ги бришат тие статии што не се вистини. Facebook стави нов алгоритам и не може да се работи, едноставно да се постира статии. За евентуалната заработка на овие избори се бараат алтернативни канали. Преку Инстаграм да ги навлечат луѓето преку стори директно на страната. Линк на стори од страната и тоа е тоа. Ова е единствениот велешанец од вкупно 10 напишувачи на лажни вести кои ги контактиравме, а кој прифати да ја раскаже приказната со заштитен идентитет. Тврди дека повеќе не е во индустријата од која некогаш заработувал. Личниот рекорд му е заработка од $280 од една статија, што значи дека со платени 10% данок, чистиот ќар бил $252 од само една преземена или измислена вест. Пикот бил пред изборието во 2016 во Америка, кога месечно му се слевале од $1,000 до $2,000. Едноставно преку сметка, преку банка и тоа е тоа. Со тоа биле чисти и пред законот. Од екот на популарноста до денеска ниту една македонска институција не се позанимавала со пишувачите на лажни вести кои добија светска слава.
Управата за јавни приходи гледа само дали е платен данокот на парите од странство кои легнуваат на сметки. Управата за финансиско разузнавање и финансиската полиција велат дека ниту имало пријава, ниту барање од пријателска земја да се истражи ваквиот тип на активности. Од обвинителството пак посочуваат дека според кривичниот законник нема кривично дело за кое јавното обвинителство би постапувало по службена должност. Малку е познато дека идејата за ваква заработувачка во земјава тргнува од Куманово, а дури потоа станува популарна меѓу велешани. А во Велес, епитетот кум на веб страниците од ваков тип го носи Тале Арсов, по професија адвокат. Истражувачката репортерска лабораторија објави дека Арсов ја лансирал политичката новинска индустрија во Велес, работел со американски партнери и ангажирал новинари од странски, десничарски и популистички веб медиуми. Посочија и на лажни вести објавени на неговиот сајт, како и дека неговото име е на листата на проверки во истрага за евентуални врски со Русија. Мејнстрим медиумите, со цел да му фрлат црна дамка на порталот, издвоија неколку содржини како конспиративни, а кои едва и се бројат на една рака, и кои за волја на вистината беа преземени од други портали од САД во период на моите почетоци со овој бизнис, а бидејќи подоцна се утврди дека не се вистина, беа избришани. И сега, луѓето за тастатурата кои работат на неговиот сајт не се познати за јавноста. Содржините се пласираат од админ со назив Conservative Army и неговата Facebook страница е избришана, а за можната истрага разбрал од медиумите. До денес не добив образложение од Facebook ниту одговор по жалба. Можам само да претпоставувам, но сигурно не е поради објава на лажни вести. Затоа што страните кои беа како такви етикетирани, повеќето беа укинати една година пред да биде укината мојата страна. Никој за ништо ме нема повикано, а дури и да се водела таква истрага, сигурно подоцна сфатиле дека таа никаде не води и престанале. Мирко Чешелковски пак не крие дека младите кои ги обучувал заработиле од пласирањето на лажните вести, нешто за што со гордост раскажува пред странските медиуми. I had students with a revenue of north of 100,000 per month, US dollars. That's a lot of money. Especially in Macedonia. Пред домашните медиуми ниту сака да зборува, ниту споделува информации каква е сега заинтересираноста за обуки. Но бизнисот не мирува, додека Facebook ги брише страниците, профилите и групите, таргет за развивање на бизнисот е социјалната мрежа Parler. Истражувачите од Election Integrity Partnership на оваа социјална мрежа го откриле сајтот Resist the Mainstream, кои преработуваат и реобјавуваат вести од американските конзервативни медиуми, теории на заговори и дезинформации. Преку имейл адресите поврзани со администраторот, откриле дека се завршува кај известни Виктор и Александра, повторно од Велес. Објаснувањето е дека фармите на тролови се префрлуваат на десничарските платформи, оти помала веројатноста таму да бидат блокирани. Но мигрирањето на другите социјални мрежи не ги прави помалку опасни. Тие представуваат и безбедносна закана за секоја земја. Еве да ја кажеме во случајот со пандемијата од COVID, дезинформациите поврзани со коронавирусот представуваат закана по јавното здравје на граѓаните. Од тука не смееме да се доведеме во ситуација дезинформациите да ги анализираме само од аспект на тоа дали го прекршуваат правото и дали се работи за финансиска заработка или не. Алексовска предупредува дека пасивноста на Северна Македонија може да создаде проблем онаму каде што го нема. Нашата држава мора поодлучно да почне да се справува со овој проблем, бидејќи еве како што гледаме не е проблем само во нашата домашна информацијска сфера, веќе почнува нашата земја да станува проблем за другите држави. Преку ваквите активности Северна Македонија ризикува да биде окарактеризирана како земја од која што потакнуваат дезинформации кои што таргетираат граѓани на други земји. Следниот чекор, после ова, и многу е лесно и легитимно било кој да го окарактеризира ова и како мешање во внатрешните работи на другите земји. Велешкиот писател Александар Кукулев, кој приказната за велешаните ја вметна во книгата Како избравме американски председател, вели дека неговите сограѓани сватиле што најлесно се продава денес.
тој е убеден дека нема сериозна логистика за пласирањето на лажните вести. Тие сватија дека денеска луѓето се информираат бегло, значи на брзина, ги читаат само насловите и ги читаат две или три болдирани реченици. Јас одговорно тврдам дека меѓу овие што ги споменуваме, ќе ги наречеме хакери, иако тоа не се ни оддалеку хакери, дека има и луѓе кои апсолутно не се, како би се изразил, не го познаваат најдобро и англискиот јазик. Имаат ресурс, страници како BBC, CNN, страници кои литеруваат сериозни информации, нив им треба тело, телото и онака никој не го чита, а за насловите и две или три болдирани реченици се грижи некој кој го разбира англискиот и нивната работа е завршена. Трендот на копи-пейст објавување, нешто што е далеко од професионалното новинарство, не е непознато за домашната публика. По истиот метод сега се бараат алтернативни канали на странскиот пазар за посериозна бројка на читатели. Што е следно? Како вели нашиот народ, никогаш не се знае до каде оди проникливоста и креативноста на луѓето. Ќе одиме на пауза за реклами, а по неа. Прислушувањето во Македонија без ефективна надворешна контрола. Во 2019 и 2020 обезбедените. Меѓутоа не беа искористени тие средства. И да профункционира, Советот за граѓански надзор има ограничени надлежности. Овај совет нема пристап до конкретните телефонски броеви кои што се предмет на следење. У Риме студира македонски јазик и книжевност. Се запишав на овој факултет, бидејќи видов дека има потреба за наставник на македонски јазик во мојот град. Моника е на превод од албански. Едич на Македонија, сидомос, ка шум на военга ѓуен Шипе. Колку е атрактивно студирањето на јазикот на другиот? Арнуме германската медицина земале се стручњаци почнале се да ги утварат телта на умрени луѓе од COVID-19 и што се дознајале, не е това вирус, него тоа е бактерија. Саботажа. Се чини дека во земјава тешко се учат лекциите од скандалите со незаконските прислушувања, од кои последниот беше и најмасовен со кршење на правата на околу 20.000 граѓани. Законот предвиден, но во пракса втора година не функционира Советот за граѓански надзор на следењето на комуникациите. Прислушувани над 20.000 граѓани. Конечно заминува во историјата. Нема да имаме нови вакви афери како во минатото. Во Македонија, само во период од неколку години се прислушувани над 20.000 граѓани. Еден час траеше средбата на тимот од експерти на чело со Рајнхард Прибе, кој се сретна со членовите на комисиите за надзор на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање. We are in the process of having many meetings. We are working. Управата за безбедност и контраразузнавање, која во изминатиот период беше злоупотребена за поединечни и групни интереси, конечно заминува во историјата. Одговорно тврдам дека нема да ни се повторат бомбите и дека нема да имаме нови вакви афери како во минатото. За да не се повторат афери со прислушувањето, реформата на безбедносно-разузнавачкиот систем во земјава предвидува надзор и контрола врз институциите овластени за следење на комуникациите. Според законот, контролор покрај соодветната собраниска комисија е и Советот за граѓански надзор. Ова тело, избрано од собранието, на барање на кој било граѓанин, може да провери дали тој е нелегално прислушуван. Но и по речиси 2 години од формирањето, Советот за граѓански надзор не функционира. За председателка на Советот беше избрана поранешната судијка во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска, а за нејзин заменик универзитетскиот професор Гордан Калеџиев. На оваа конференција за реформата во безбедносно-разузнавачкиот сектор, што се одржа во декември минатата година, двајцата објаснија со што се соочуваат. Законодавецот пропуштил на овој совет да му даде средства за работа. Од
првиот состанок немаше доверба во групата во МВР врз граѓанскиот сектор. Се сметаше дека тоа ќе бидат леви сметала кои што ќе одат низ тајните служби и ќе прават проблеми. Во законот стои само дека просторните услови за работа на Советот ги обезбедува Собранието, а финансиските средства за работа на Советот се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија. Како тие средства ќе се префрлат од буџетот на Советот не е одредено. Цело време бевме у дилема да го паталниме, ова да си дадеме оставки, но чувствуваме одговорност. Било кој да сака да се обрати до Советот нема можност тоа да го направи. Немаме веб страница, немаме апсолутно ништо. Цаца Николовска и Калајџиев ги посетиле буквално сите релевантни институции, шефот на државата, министри, директори. Од ресорот финансии и од државната ревизија им рекле дека законот можеби не е најпрецизен, но и дека остава простор за буџетските средства да му се стават на располагање на Советот. Постоеше можност да се обезбедат, односно да се ефектуираат тие средства. Средствата во буџет, во двата буџета во 2019 и 2020 обезбедени беа. Меѓутоа не беа искористени тие средства. Советот не проработе, а Цаца Николовска, Калајџиев и уште еден член на ова тело во јуни си поднесоа оставки. Ако било тоа таков проблем, зашто во тоа време не се реагирало и зошто е донесен ваков неквалитетен закон? За нив неквалитетен. За мене, со едно пошироко толкување, Собрание како врв на пирамидата, а Советот граѓански како тело кое што е избрано од Собрание, а формирано со закон, можеше средствата да бидат лоцирани и овозможени за работење на ова тело. Председателот на Собранието Талат Џафери вели дека токму поради овој проблем биле иницирани законски измени. Kështu që ndryshime dhe plotësime që ishin në procedurë paraprake, parashifnin edhe kompenzim për angazhimin e antarëve, mirë po për fat të keq, ato ndryshime nuk u miratuan në parlament, gjithsesi nuk e morën të shumicën e duhur të tretë dhe ngeli situata status quo e punës së комисионит. Според актуелниот закон за следење на комуникациите, секој граѓанин што се сомнева дека е нелегално прислушуван, испраќа представка до Советот за граѓански надзор. Советот бара од Собраниската комисија за надзор над следењето на комуникациите да изврши надзор за да се осигура дали телефонскиот број на граѓанинот е или бил незаконски следен во последните 3 месеци. Комисијата во рок од 15 дена доставува известување до Советот дали е или не е констатирана злоупотреба. Советот го известува граѓанинот, а ако е констатирана злоупотреба и обвинителството. По претходна најава, Советот може и самиот да влезе во оперативно-техничката агенција ОТА и во овластените органи, но за разлика од пратениците кои добиваат пристап до така наречените логови, членовите на Советот може само да го споредат бројот на судски наредби со бројот на телефони што се следат. Пратеникот од претходниот состав на парламентот од владеачкиот СДСМ, Хари Локвенец, објаснува дека со иницираните измени во законот требало да се вметне член со кој технички ќе се додефинира како Советот може да ги користи средствата од буџетот и со тоа да се откочи неговата работа. Но според Локвенец, донесувањето на измените било блокирано кога од ВМРО ДПМН побарале Советот за граѓански надзор да биде целосно независен во контролата. Опозицијата побара таа комисија да биде исклучена од тој процес на поплаки, утврдување на оправданоста на поплаките од страна на граѓаните, што апсолутно сметаме дека е недозволиво и не само што е апсурдно, отвора можност за зголемени сомнежи или продолжување на сомнежите од страна на граѓаните кон процесот кој ни е исклучително важен. Тогаш председател на Комисијата за следење на комуникациите беше Емил Димитриев од ВМРО ДПМН. Тој вели дека покрај техничките, неопходни биле и суштинските измени што ги предлагале.
тие измени на Советот му дава повеќе одврзани раци, бидејќи моменталниот закон како сега што е, Советот одговара на представки од граѓаните со тоа што таа представка ја препраќа до Собраниската комисија, Собраниската комисија врши надзор. Измените беа во насока да и Советот може со целосен капацитет да прави проверки, бидејќи ако не му дадеме одврзани раци, ние праќаме порака дека се сомневаме во капацитетот на граѓанскиот совет. И тогаш немаме паралелна контрола. Постоечките законски можности за надзор се површни, смета Магдалена Лембовска од невладината организација Евротинг. Овој совет нема пристап до конкретните телефонски броеви кои што се предмет на следење, односно само гледа анонимизирани податоци, така што самото индивидуално поднесување на представки е целосно безпредметно и безсмислено според мене. Но, ако пратениците и членовите на Советот имаат пристап до конкретните телефонски броеви, тогаш ќе можат да вршат вистински надзор, вели таа. Во моментот постојат тие сомнежи дека дури ако се има пристап до такви информации, дека можеби тоа би можело да се ispolitizira, би можело да се злоупотреби за различни, не знам, индивидуални политички бизнес цели и така натаму. Затоа, граѓанскиот сектор предлага формирање експертско тело, кое ќе има подлабок пристап при контролата на институциите, овластени за следење на комуникациите. Експертско тело, односно независен надзор, кој што не би бил тело кој што се среќава само повремено и со многу ограничен мандат, а туку би било некое перманентно тело каде што работените ќе бидат со фултайм работно време. Тоа тело би имало соодветни капацитети и ресурси, меѓутоа би го имало и тој некој интегритет кој што е препознаен од страна и на јавноста и од страна на институциите, дека доколку имаат пристап до тие податоци, за тоа кој е следен, тие податоци нема да се злоупотребат. Актуелен председател на Комисијата за надзор врз следењето на комуникациите е пратеникот Игор Јанушев од опозицијската ВМРО-ДПМН. Тој не сака да зборува за потребните законски измени, се додека потемелно не се запознае со темата. Членот на комисијата од владеачкиот СДСМ Славјанка Петровска, која како шеф на кабинет на министерот за внатрешни работи учествуваше во дизајнирањето на реформата, смета дека недонесувањето на законските измени се должи на немање политичка волја. Ако се навратиме назад дека причината заради која што Советот не профункционирал било несоздавањето на услови, тогаш овој член, првиот кој што го спомнав, а е прифатлив апсолутно за сите, може да го изгласам уште на некоја од првите наредни седмици и Советот да профункционира до крајот на годината и порано. Само тој член кој што се однесува за создавање услови и финансиска поддршка на Советот за граѓански надзор. Екс-председателката на се уште нефункционалниот Совет за граѓански надзор Цаца Николовска смета дека неработењето на Советот толку долго време прави голема штета на целиот процес на воспоставување надзор врз следењето на комуникациите. Ако вие како држава сте се одлучиле да направите тело кое што ќе влева доверба кај граѓаните за законитото прислушкување, а тоа тело не функционира, од друга страна сме имале распуштено собрание многу долго време и таа комисија собраниска и таа не можела да функционира, отворено се поставува прашањето како ние замислуваме тие демократски процеси во оваа насока да бидат остварени. Кога во Македонија се говори за јазикот, тоа најчесто е во контекст на нечие право. Мал дел од општеството на јазиците гледа како на шанса за вработување и пристоен живот. На Филолошкиот факултет при УКИМ во Скопје македонци студираат за да станат преведувачи од албански јазик, а албанци учат македонски јазик и книжевност за да бидат професори. Vetëm në disa kopshte për fëmijë dhe shkolla fillore në vend, mund të gjenden shembuj ku maqedonasit dhe shqiptarët mësojnë së bashku. Si pasojë, qysh në apat e parë, maqedonasit dhe shqiptarët zakonisht rriten krah për krah dhe jo me njëri tjetrin. Por në fakultetin filologjik ka ishuj të vegjël që sfidojnë tabune e vendosur. Unë përpara kam filluar të mësoj gjuhën shqipe, pra kam bërë një kurs në gjuhën shqipe. Më ka pëlqyer shumë gjuhët edhe kam menduar pse
të mos vazhdoj edhe në fakultet? E kisha shumë të vështirë, sepse e dija që është në një nivel më të mëdha që unë kam mësuar. Unë e dija ta flisja Shqipen, por e kisha pak problemin me gramatikën. Monika dhe Angela janë studente të vitit të tretë në katedrën e përkthimit dhe interpretimit në Fakultetin Filologjik Blazhe Koneski në Shkup. Групата за превод и толкување, кога се отвори, беше многу интересна за студентите и голем број запишани имавме. Значи, јас се сеќавам кога почнавме со таа група, на која што исто така јас предавав, па имаше, да не ви излажам, можеби по 40 студенти со мајчин албански, 40 со мајчин македонски. Интереси ми се сташе да më parë ka qenë jashtëzakonisht i madh, sepse ata të cilët kryenin përkthimin, mbaronin grupin e përkthimit dhe ndoshta kanë pasur mundësi më të mira për të gjetur vend pune në për institucione të ndryshme. Të rinjtë që vinë në katedër, qartë kanë parë jo vetëm nevojën, por edhe mundësi që ofron niveli i lartë i njohurive të gjuhës së qetrit. Për Monikën, zgjedhja motivohet gjithashtu nga dashuria për gjuhët. Unë kam një dëshirë të madhe përpara për gjuhët, më pëlqejnë shumë dhe e di që në Maqedoni, sidomos, ka shumë nevojë nga gjuhën shqipe, edhe shumë pak Maqedonas e njohin këtë gjuhë dhe kam menduar pse të mos vazhdoj edhe të filloj të mësoj edhe në fakultet, pastaj të përparoj. Për Angelën, fillimi ishte i vështirë, por me kalimin e kohës edhe ajo përparoi me gjuhën shqipe, ende ka vështirësi në shqiptimin e disa fjalëve, por ato zvoglohen me secilën orë mësimore. Edhe kur erdha këtu nuk kisha asnjëri të flas, sepse jam e grupit Maqedonas, derisa u mësova edhe derisa nisa pak për pak, tani është shumë më mirë, tani kam përparuar më shumë. Edhe jam shumë e lumtur që kisha profesor shumë të mira, që unë gjuhën shqipe kam arritur deri ta fol, deri tani si që fol. Fjallë më e vështirë nuk kam pas deri tani. Kam vështërsi kur ka fjalë që kanë shkronjat r dhe l, fjalë të tilla, por tani besoj që i kam mësuar edhe ato. Interesi maqedonasve që duan të mësojnë gjuhën shqipe aktualisht është i përqendruar në katedrën e përkthimit. Në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqipe tani nuk ka pothuajse asnjë student maqedonas. Tani nuk kemi. Këtë vit mendoni nuk kemi? Jo, s'kemi pasur. Jo edhe vetëm këtë vit, por edhe para disa viteve nuk kemi pasur student që maqedonas që kanë studiuar gjuhën shqipe, por student që kanë ndjekur studimet në grupin e përkthimit, po. Në të kaluarën, edhe në këtë departament me gjithat kishte Maqedonas. Frosina Pandurska e mori vendimin e saj në vitin 2002 dhe është e lumtur që zgjodhi të studionte në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Fillimi ishte i vështirë sepse ajo nuk kishte kontakt të mëparshëm me gjuhën. Pasi nuk kisha një fjalor të pasur, faktikisht kam mësuar shumë materiale të përmendsh, pasi nuk mundesha që të shprehem lirisht. Por mund të them tani pas aq shumë vite se jam shumë e lumtur si person dhe jam e kënaqur që kisha shumë ndihmë, jo vetëm nga studentët dhe miqët e mi atëherë, por edhe nga profesorët të cilët kishin shumë durim me mua, pasi normal, nëse nuk kisha në momentin në një fjalë që të shprehem, e përdoresha gjuhën maqedonase. Përpjekja dhe dashuria për universitetin tashmë janë kthyer Frosinës. Aktualisht është duke punuar në një projekt ndërkufitar me Shqipërinë dhe Kosovën. Tani punoj në projekte ndërkufitare, paraprakisht për mbrojtjen e natyrës, dhe kam shumë kolegë në ato projekte ku bashkëpunojmë jo vetëm do thot me organizata nga Kosova, por edhe nga Shqipëria, pikërisht për rajonin e Malit Çar dhe Mali Korap Koritnik në Shqipëri. Dhe për mua është shumë lehtë që flas gjuhën shqipe, pasi
не për shembull kur kemi ndonjë takim nuk duhet të flasim në gjuhën angleze, po përdorim gjuhën shqipe dhe është si të them një mënyrë e lehtësimit të komunikimit që më ndihmon jo vetëm për punën, siç thash, por edhe për komunikimet e përditshme. Një tjetër urë interesante është katedra e gjuhës dhe letërsisë maqedonase. Aty, në regjistrimet e fundit ka vite kur gati gjysmë e dëgjuesve janë shqiptar. Искрено да ви кажам, голем интерес има кај албанските студенти за изучување македонски јазик и книжевност. Тие предпоставувам дека го изучуваат македонскиот јазик со цел да бидат наставници во училиштата каде што се учи на албански јазик. Anita Latifi thot se zgjodhi të studioj gjuhën dhe letërsinë maqedonase, sepse në vendlinjen e saj me këtë fakultet sheh një avantazh për punësim, ndërsa gjuhën maqedonase thot se flet edhe para se të regjistrohet në fakultet. Јас одлучив да се запишам на македонски јазик, зашто ми се допаѓа како јазик и го видов дека имам предност за работа во мојот град во Куманово и нема многу албанци што студираат македонски јазик. Urime Biljali, student e vitit të dytë në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Maqedonase, kishte një uri të gjuhës maqedonase që në shkollë fillore, që i ndihmoi të mos ketë shumë vështirësi kur kishte filluar studimet. Има познавање на овој јазик, се обидував да го научам од детството. Не ми беше тешко, зашто сум учила и во основно и во средно. Urime thot se pas diplomimit në Fakultetin e Gjuhës Maqedonase, ajo dëshiron të punësohet si mësuese e shkollës fillore ose të mesme. Се запишав на овој факултет, бидејќи видов дека има потреба за наставник на македонски јазик во мојот град и зошто да не станам способен учител за идните генерации. Dua vetëm të them, jo vetëm për si porosi për maqedonasit që studiojnë ose kanë dëshirë që të mësojnë gjuhën shqiper, por edhe për shqiptarët, se vetëm duke folur nga përvoja ime, se edhe pse nuk e mbizotrojnë gjuhën mirë, nuk duhet të kenë turp, duhet të përdorin në ditën e përditshme dhe vetëm në atë mënyrë mund të mësojnë edhe të shprehen më lirisht. По уште една пауза е саботажата. Останете на нас. Трагајќи по публицитет, само прогласени лидери на некои си нови фаланги на секаков можен начин се трудат да стекнат кредибилност кај своите следбеници на социјалните мрежи, нудејќи рамки и формати за спас на татковината, неуморно подметнувајќи ги своите плеки, за на нив да падне сета тежина. Мојот темперамент не знае да мирува. Јас и додека спијам, размислувам за моите секојдневни обврски и за Република Македонија. Ја дури и кога одам на одмор, не знам да одмарам, затоа што сум човек кој што знае само да работи и да работи во интересот на Република Македонија. Ризикот кој што го преземаат вакви недоспани и неодморени од мислата за татковината се валоризира единствено ако навистина политички се активираат. Сведоштвата за исплатливоста на отсуството на сон за Македонија се зголемуваат, иако учесниците, исплашени, се уште не се осмалуваат и јасно да прикажуваат за мачениците. Како може некој со 500-600 евра месечна плата да прави или 1000 евра плата месечна во Македонија, да прави хотели или фирми со милионски суми? Мислите на нашиот сопартијец Сашо Милков? Не мислам на никого, си кажам само. Возможно. Не може влегуваш ти во партија, да речем се како не мислам за него, значи воопште влегува како голтар, излегува како милионер. Но има и такви кои од политиката не само што не добиле, туку и изјаниле. Наспроти јасната партиска евиденција и цврстата увереност дека се ужива огромна популарност, која се мери со најмалку 5 цифри. Изборниот скор, поради некои навистина чудни околности, не стасува да пополни ниту една третинка од првата 10.000-дарка. Кој што 3000 гласови сега, не знам колку сте таму. Богати.
46.000 гласови. 46.000 гласови. По првите нели 3.000 имате? Не, глас за Македонија. Вие освоите 46.000. 3 ни остават, 4 ни украда. Од чиста куртоазија е недозволивост протиставување на аргументите и фактите кои ги приложува една дама. Како што е непристојно во машко озборувачко друштво, уште повеќе во нејзино отсуство, да и се даваат забелешки за изгледот, особено ако тие доаѓаат од субјекти кои баш и не поседуваат квалификација кога станува збор за чешлање. Димова само можете да го видите фризурата, значи разните фризури што ги има. Тој берберот што го спомнуваме, тој зел дали е поврзан со фризурите? Со фризурите, да, незини. Тој зел некој денар. Третманот и одржувањето на косата е важно, но е апсолутно небитно од аспект на битката против ковидот, кон која се насочени сите и не само здравствените услуги. Такви се академските сликари кои многу читаат медицински студии, па не баре врвни научни стручњаци од областта на инфектологијата, откриваат дека зад кулиси се одвива тајна операција против жителите на ова парче земја. Реалноста е дека има вирус, дека тој вирус е опасен, но реалноста е дека има лек. А тој лек им е забранет на македонците. И на крајот, спасот, како што и се очекуваше, доаѓа од научните сознанија, до кои врз основа на европски истражувања доаѓа преку океанската македонска диаспора. Арнуме германската медицина земале се стручњаци и почнале се да ги утварат телта на умрени луѓе од COVID-19. И шо се дознајале? Не е това вирус, него тоа е бактерија и дека луѓето што умират обично стари луѓе од тромбоза, што се болни и што им се засирува крвта. И дека 100% лек за това е аспирин. По обелоденувањето на ова сериозно научно достигнување, време е дури и лидерот на фалангата спокојно да заспие или да одмори, без да му ја мисли не само на Македонија, туку и на светот. Тие веќе се во сигурни раце. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно до петок во 22.